Скопското обвинителство отвори истрага против Зоран Д, вработен во Народна банка, под сомнение дека им помагал на сторителите во прикривање на оружјето со кое беа извршени двете брутални убиства на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Според сведочењето на еден од обвинетите, Велибор Манев, дадено вчера во завршните зборови во судот, токму Зоран Д добил задача да го уништи пиштолот со кој беа извршени ликвидациите. Согласно исказот на еден од обвинетите, сега осомничениот помогнал со прикривање на орудијата со кои се извршени кривичните дела за кои е пропишана казна до животен затвор. По пренесени инструкции од првообвинетиот, осомничениот од просториите на политичката партија Десна зел еден син ранец во кој се наоѓало огнено оружје пиштол со кој били извршени двете кривични дела и ги отстранил од партијата. Со тоа им помогнал на обвинетите да не бидат откриени. За да се проверат овие наводи, извршени се претреси на две локации, а се преземаат и други истражни дејствија, објавија од обвинителството. Осомничениот беше приведен вчера и до утрово беше на распит, но засега нема информации дали тој ја признал поврзаноста со случајот, дали е пронајдено оружјето со кое се извршени ликвидациите, или пак тој успеал да го уништи. Нему му е одземен пасошот и има обврска повремено да се јавува во судот. Истрагата против ова лице представува посебен предмет кој не влијае на судската постапка за двете грабнувања и убиства, која е во завршна фаза и во рамките на која јавното обвинителство го подкрепи обвинението со огромен број вербални и материјални докази за сторените дела. Во завршните зборови вчера, првообвинетиот Палевски вината повторно ја префрли врз тројцата сопартици. Кажа дека Манев бил организатор, Видевски бил ликвидаторот, а Кешишев стражарот при ликвидацијата. Обвинителството побара до животен затвор за сите четворица обвинети. Пресудата за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски ќе биде изречена на 25 јуни.